Новиот Peugeot 5008 е 15 см подолго од сегашниот и ќе се растегне на вкупно 4,79 метри должина, поставени на 2890 мм меѓуоскино растојание. Платформата STLA Medium овозможува употреба на мотори со согорување и потполно електричен погон. Затоа ќе бидат понудени опции со 48 волтен хибрид како и приклучен хибрид. Првиот ќе го користи ревидираниот бензински трицилиндерски мотор од 136 конски сили, впарен со 6-степениот автоматски менуваш со двојна спојка и во урбан циклус на возење ќе може до 50% од километражата да се движи на струја. Приклучниот хибрид ќе користи батерија со зголемен капацитет која ќе го храни 92 киловати силниот електромотор повеќе од 80 километри. Под хаубата сместен е 4-цилиндерски турбобензинец од 150 коњи, а вкупната моќност изнесува 192 конски сили. Peugeot е потполно посветен на електрификацијата, па затоа електричната верзија E5008 ќе биде понудена со 3 нивоа на моќност, 2 капацитети на батерии, изведба со двоен мотор со погон на сите тркала и сериски ќе има 7 седишта во 3 реда. Струјата ќе се складира во батерија од 73,98 киловатчасови, од каде ќе се напојуваат 3 моќности: 157, 170 и 237 киловати. Батериите може да се полнат на моќност до 160 киловати, што овозможува за само 10 минути на дополнување доволно да се извозат 100 километри. Половина час е доволен за полнење од 20 до 80% на брз полнач. Најмоќната верзија има 2 мотори, од кои задниот е силен 80 киловати, има погон на сите тркала и автономија до 500 километри. Стилски Peugeot 5008 разбирливо е многу близок со 3008, но во внатрешноста ја добива последната генерација на iCockpit со 21-инчен екран, повеќе простор и ќе биде поскап. Тоа ќе му се прости бидејќи има атрактивен дизајн, релаксирачка внатрешност, просторност, модуларност и избор на погони. Без оглед на изведбата понудена е 8 годишна гаранција или поминати 160.000 километри, период во кого батеријата ќе задржи 70% од капацитетот. Peugeot 5008 ќе се произведува во една од најстарите фабрики на марката во Сошо, Франција.